Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дебелината не е само естетски проблем, туку представува и здравствен, бидејќи таа е одговорна директно за појавата на кардиоваскуларни болести. Понекогаш несразмерноста помеѓу телесната тежина и капацитетот на срцето може да доведе до проблем со овој орган, односно до негов замор. За болестите на кардиоваскуларниот систем предизвикани од дебелината, денеска зборуваме со професор доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Професорке, добар ден, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден. Расте бројот на лица со зголемена телесна тежина, но овој проблем се забележува и кај децата и таму има посебно значење бидејќи дебелината во детството е поврзана со рано започнување на болести кои што се предизвикани од дебелината, а тоа се дијабетесот, метаболичкиот синдром, покачениот крвен притисок, болестите на срцето и така натаму. Дали е точно дека атеросклерозата, односно оштетувањето на крвните садови, започнува уште во детството? Да, атеросклерозата е процес кој започнува уште со нашето раѓање. Како ние се раѓаме, така започнува процесот на атеросклероза. Дали таа ќе се развива побавно или побрзо, се зависи од нашиот животен стил. Меѓутоа, постојат неколку, поточно 6 степени на развој на атеросклероза, со тоа што првите два стадиума веќе формирање на пенестите клетки, изолирани пенести клетки, формирање на масни ленти веќе се случува во 2 годишна возраст. Така што децата на 99% од децата на 2 годишна возраст веќе имаат масни ленти. Така, меѓутоа, подоцна како старееме, така се доаѓа до развој од втор во трети, четврти стадиум, така што околу 30 годишна возраст веќе луѓето имаат атероми во ѕидот на крвните садови. На 15 годишна возраст веќе имаме масни ленти и во коронарните артерии. После 30-та година се јавуваат масни ленти и атероми и во абдоминалната аорта. Така што дали ќе помине во плак атеросклеротски кој што ќе прогредира и ќе направи руптура и тромбоза и несакано кардиоваскуларно случување, се зависи од нашиот животен стил, колку ние ќе го забрзаме или забавиме тој процес. Се разбира на една генетска основа, бидејќи и дебелината и атеросклерозата сепак се и генетски предусловени заболувања. Што значи дека здравите животни навики и животниот стил треба да бидат соодветни уште во раното детство, односно во раната детска возраст, за да се спречат, односно одложат доколку се генетски овие процеси и да се минимизираат последиците од атеросклерозата. Докторке, колкав дел од луѓето со проблем со дебелина имаат покачена концентрација на липиди во крвта, односно на холестерол и триглицериди? Вака сега, тој процент е доста голем. Пациентите односно луѓето кои што се со прекумерна телесна тежина, тоа значи body mass index некаде од 25 до 29,9, тие имаат 50 до 60%, имаат 50 до 60% од овие луѓе имаат зголемени масноти, додека луѓето кои што се со пообезни, тоа веќе обезност над 30, body mass index, тие веќе имаат 60 до 70% од нив имаат зголемени триглицериди, особено зголемен е ЛДЛ-от, зголемен е холестеролот. Така да тој процент е доста голем и поради тоа се апелира на намалување на телесната тежина. Така, значи може дебелината да се смета како директен предизвикувач на атеросклерозата, односно директен причинител за покачени липиди во крвта? Малку е тоа индиректно, бидејќи всушност обезноста
да води до зголемување на липидниот статус, до зголемување на лоши ЛДЛ-от, на триглицеридите, на ВЛДЛ-от, на многу малите честички, односно ЛДЛ со мала густина. Истовремено, ова зголемување на масанотиите пак доведува до развој на атеросклерозата, така да тоа е малку индиректно, но обезноста е една диагноза, едноставно која што води и до зголемена синтеза не само на маснотии, туку и до хормони, проинфламаторни маркери, а сето тоа ја зголемува инфламацијата. Инфламацијата всушност тоа е атеросклерозата. Атеросклерозата е еден вид на воспаление. Во развојот на тоа воспаление учествува и обезноста со нејзините компликации. Така. Преку исхраната внесуваме и многу сол. Колкави се нашите дневни потреби за сол, што вели Светската здравствена организација, какви концентрации на сол би требало да внесуваме преку храната? Вака сега, возрастна особа треба до 6 грама сол да внесува. Меѓутоа збориме за здрава возрастна особа, додека за деца некаде до 3 годишна возраст е дозволено 2 грама сол, за деца 4 до 6 години е дозволено 3 грама сол. Меѓутоа, сол не спаѓа само солта која ја додаваме во јадењето. Тука треба да го имаме во предвид сирењето кое што е солено, кашкавалот кој што е исто така солен, потоа сувомеснатите производи кои што се екстремно солени, вештачките овие супите кои што се готови, процесираната храна, значи тоа е се огромен внес на соли. И затоа треба да се прави баланс во исхраната, да ако веќе јадете сирење не мора да додавате сол. Мислам, секогаш треба да постои урамнотежување со тоа што солта смета на организмот, бидејќи ја задржува водата, водата го зголемува крвниот волумен, односно доведува до зголемување на крвниот притисок, така што дебелината, солта, крвниот притисок се е тоа поврзано и влегува обично во еден зачаран круг од кој што кога ќе се влезе многу е тешко да се излезе. Колкав дел од лицата со вишок килограми имаат покачен крвен притисок? 6 пати поголема е честотата на висок притисок кај обезните луѓе отколку кај другите луѓе. И тоа особено кога станува збор за стомачната дебелина. Таа стомачна дебелина особено го зголемува ризикот од висок крвен притисок, хиперлипидемија, инсулинска резистентност, диабетес тип 2, слип апнеа, исто така мораме да спомнеме респираторни пореметувања, така што дебелината влијае општо на целиот организам. Високиот крвен притисок е скоро сите пациенти кои што се со висок крвен притисок имаат дебелина, односно во 90% од случаевите за висок крвен притисок спаѓаат непознати причини, а една од тие непознати причини е всушност дебелината. Така да, јас се извинувам само да го објаснам моментот зошто е важно, бидејќи крвниот притисок е всушност производ од минутниот волумен и од периферниот отпор. Значи, со дебелината се зголемува потребата на телото за кислород. И за да се зголеми потребата на телото за кислород, се зголемува и крвниот волумен. Како се зголемува крвниот волумен, така се зголемува минутниот волумен. Значи, дебелината директно влијае на промените во хемодинамиката. А од друга страна, пак дебелината влијае на зголемување на периферниот отпор. Тоа значи се стегаат крвните садови и имаме оштетување на зидот на крвните садови. И тоа додатно, ова стегање на крвните садови го зголемува крвниот притисок. Така да повторно влегуваме во еден зачаран круг, да со нездравите навики доаѓа до дебелина, дебелината доведува до зголемување на крвниот притисок, метаболизмот, а како се зголемува крвниот притисок, да речеме и метаболните промени, пак потешко се движи човекот и така имаме магепсан круг, кој што тешко се излегува.
Професор, ќе да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076-677. Тие ќе може да постават прашање кое што ќе се однесува на темата за која што денеска говориме, проблеми со кардиоваскуларниот систем како последица на дебелината. Професор доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник, ќе ги даде сите појаснувања на оваа тема. Докторке, ја споминавте дебелината, пред се стомачната дебелина, оние висцеларни масти што се таложат на стомакот. Зошто се тие толку проблематични и каква е таа централна дебелина, а што представува периферната дебелина? Велат дека централната дебелина е поголем ризик фактор за појава на кардиоваскуларни болести од периферната дебелина. Певе сега појаснете ни што сето тоа значи. Стомачната дебелина значи насобирање на масно ткиво во пределот на абдоменот и градниот кош. Тоа е таа висцерална дебелина и помеѓу органите. Овој тип на дебелина се карактеризира со намалена инсулинска сензитивност, односно самите клетки се неосетливи на инсулинот кој што се лачи. Значи имаме доволно лачење на инсулин, меѓутоа не може гликозата да навлезе во клетката. Тоа повлекува низа на метаболни реакции. Овој тип на дебелина е поврзан со поголемо ниво на триглицериди. За разлика од тоа, периферната е со по-дебели нозе, да кажеме, масното ткиво е повеќе сконцентрирано на долните екстремитети и ова е така наречен женски тип на дебелина. Тука триглицеридите се намалуваат и има поголема осетливост кон инсулинот, поголема инсулинска сензитивност, така да ризикот од кардиоваскуларни заболувања тука е помал, кога ќе ги споредиме двата типа на дебелина. Да, дебелина. Така, имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во програма, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Сега двајца се јават, дали јас... Не, вас ве слушаме, но веројатно вие го имате оставено тонот на телевизорот вклучен. Јас ќе ве замолам да комуницирате со нас само преку слушалката и нема да имате никаков проблем. Повелете. Ако не се слушаме со оваа гледачка, ќе ве замолам од режија да го вклучите следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Имаме проблем со вклучувањето. Малку подоцна ќе можеме да ги слушаме прашањето од гледачите, а јас сега ќе продолжам со она што е предвидено во денешниот концепт. Докторке, споменавте дека клетките во масното ткиво на стомачата дебелина се отпорни на инсулин. Што е тоа инсулинска резистенција? И зошто е таа проблематична за кардиоваскуларниот систем? Исто така лицата кои што имаат проблем со дебелината се соочуваат со диабетес тип 2. И диабетес тип 2 е ризик фактор за појава на кардиоваскуларни заболувања. Ке можете ли да ни ги објасните причинско-последичните односи? Значи, скоро сите пациенти, односно сите луѓе со диабетес, со обезност, имаат повеќе или помалку инсулинска резистентност и диабетес тип 2. Диабетес тип 2, тоа е познатата шеќерна болест, се јавува како резултат на намалено производство на инсулин од бета-лангерхансовите островца на панкреасот и инсулинска резистентност. Односно, имаме комбинација на овие две работи. Инсулинската резистентност значи да клетките се отпорни на инсулинот и тоа води до појава на зголемени масни киселини во плазмата, намален транспорт на шеќери, гликоза од плазмата во клетките, односно вовлекување на гликозата во клетките. Тоа ќе предизвика зголемено и разложување на масти и зголемена синтеза на гликоза во хепарот, во јетрата.
Така што за да имаме развој на диабет, треба да ги има истовремено да имаме и инсулинска резистентност и пореметување на функцијата на бета-лангерхансовите островци. Така што секој обезен пациент или пациент кој што е со прекумерна телесна тежина има некаков вид на инсулинска резистентност. Но за да се развие диабетес мелитус, потребно е да недостасува доволното количество на инсулин кое што би ја компензирало пак инсулинската резистентност. Значи, ако имаме недоволно производство на инсулин, а при тоа има инсулинска резистентност, тогаш ќе се развие и диабетес мелитус тип 2. Така. Ајде сега, професорке, да се обидеме да ги вклучиме гледачите, да им дадем уште една можност. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Вака, сакам да прашам докторката. Јас имам прележено перикардит. Така? Така да, кога се минува времето, ми прави проблем. Значи, ми дава некои болки, бодежи, секогаш е тоа различно. Значи, некое треперење во натре, прерипување, неправилна работа на срцето. Тогаш ме фаќа паничен страх и ми се качува притисокот. Ако ќе ми се качи така притисокот, значи како да имам грозница, ми се тресе цела снага, не знам, не можам да го опишам тоа. Додека не се намали притисокот, студот не престанува. Па сега ви интересира што може да направите за да се реши овој проблем во ред. И тоа ми е подолго време, тој проблем. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, можевте ли да го слушнете прашањето? Да, гледачката има проблем со градна болка, кога се јавува при промена на времето, после прилежан перикардит. И потоа се јавува, се качува крвниот притисок, чувствува немир, но исто така и како треска, студ. Да. Подолго време го има овој проблем. Да, видете, нормално е кај пациенти кои што имаат прележано воспаление на срцевата обвивка, тоа е перикардитот, да се јави болка, особено при промена на временските услови. Во тој случај јас би препорачала само да се земе некој нестероиден антиреуматик, кетонал, ибупрофен, било што и одговара на гледачката, и за да се купира болката, за да се превенира понатаму стресот и од тука покачениот крвен притисок. Треба да се направи ехо на срце, треба да ја видиме колку е задебелен перикардот, дали е само хроничен новоспаление или тука имаме уште ексудат или можеби е повеќе задебелено од тоа што треба и прави компликации на срцето, односно притиска на срцевиот мускул. Би ја повикала да дојде на еден убав преглед, да видиме во каква состојба е перикардот, за да можеме да бидеме посигурни дека само оваа симптоматска терапија би помогнало како за болките, така и за превенција на вознемиреност и зголемување на крвен притисок. Се разбира, зголемен крвен притисок се јавува може да се јави при стрес, меѓутоа можно е таа да има и претходно неконтролиран крвен притисок, кој сега доаѓа до израз благодарение на вознемиреноста и градната болка која ја чувствува. Така да еден добар кардиолошки преглед би препорачала да направиме, за да можеме да ги превенираме сите овие симптоми и компликации од, да кажеме, едно обично воспаление на перикардот. Ајде да го слушнеме прашањето и од следниот гледач. Добар ден. Дали јас сум на линија? Да, вие сте во програма, сте, повелете. Се јавувам од Гевгелија. Така? Пред 12 години сум права на бајпас. Кај Жан Митрев. Така? А пред тоа без еден стен имам во државна. Добро.
Арно, сега не сум била ни на контрола, ништо не усеќам. Добро. Ама сега оваа неделя малку тешко дишам и многу глава ме боли. Дали има нешто тоа? Дали имат некаква поврзаност? Поврзано со тоа. Имах 3 инфаркта. Претходно имавте 3 инфаркта. Да, и затоа сум правена бајпас. Бајпас, добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта, професорке. Дали го слушнавте прашањето? Да, ова е многу интересно прашање. За жал често ни се случува. Значи, пациентите кои што се оперирани од бајпас или било која друга кардиохируршка или васкуларна операција треба да доаѓаат на контроли. Тоа значи, доколку се во здрава состојба, би требало да доаѓаат барем 2-3 пати годишно, а доколку се во срцева слабост, тие контроли треба да бидат почести. Бидејќи гледачката убаво наведе имала претходно 3 инфаркти. Со секој инфаркт доаѓа до слабење на срцевиот мускул, односно до изумирање на срцеви клетки. Поради тоа, секоја изумирање срцевите клетки води до срцева слабост и таа срцева слабост може да доведе до замори и гушење, отоци на нозете. После 12 години мислам дека апсолутно е време да се направи еден добар преглед и би ја повикала гледачката да ја прегледаме и тоа што е можно побрзо, затоа што секогаш навремената терапија е полесна отколку кога е задоцнето. Со промена на времето, кога веќе сега е зима, бројот на хоспитализации и потреба од хоспитализација од декомпензирана срцева слабост е се поголем. Доаѓаат пациенти кои што се во стабилна состојба, меѓутоа доаѓаат и пациенти кои што се во веќе потешка состојба. Така да секој навремен преглед е многу подобар отколку закаснетиот преглед. Така. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со содржината во денешната Телма амбуланта. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за болестите на срцето и крвните садови како последица на дебелината со професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, неколку пати споменавте во емисијата индекс на телесна маса и ги појаснувавте вредностите кои што треба да бидат присутни за да бидеме здрави. Што е тоа индекс на телесна маса? Како се пресметува? Како да знаеме дали ни е нормален индексот на телесна маса или не? Индексот на телесна маса или body mass index се пресметува со делење на телесната тежина поделено со висината на квадрат, со тоа што вакви калкулатори има многу на интернет и многу лесно може да се пресмета индексот на телесната маса. За да се дефинира дебелина или да се дефинира прекомерна телесна тежина се користат токму овие калкулатори, со тоа што од 25 до 29,9 представува индекс на прекомерна телесна тежина. И доколку е над 30, тоа е веќе дебелина, со тоа што доколку е над 40 индексот, тоа е веќе патолошка дебелина и тоа е веќе она екстремна, да кажеме, дебелина. Меѓутоа, не се само бројките, не е само до индексот, тука се мери и дебелината на струкот, на половина. Стомачната дебелина, што е стомачната дебелина. Токму тоа е она што пред малку го зборувавме, како поризична. До 102 сантима се смета за, да кажеме, нормално кај мажи и 88 кај жени. Меѓутоа, се што е над 102 и 88 милиметра кај мажи и жени соодветно спаѓа во абдоминална обезност. Така, секој од нас тоа може да го провери, значи со калкулатор на интернет да си провери, да си го провери индексот на телесна маса, лесно е да го измериме обемот на струкот и да знаеме всушност
колкав ни е ризикот поврзан со кардиоваскуларните заболувања како последица на дебелината. Доктор, имаме... Повелете. Само сакав да кажам, се извинувам, 102 сантиметри, 102 сантиметри и 88 сантиметри. Тоа се вредности, да. Така. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучат. Добар ден, ево уште една можност. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Да, јас сум со хроничен перикардит, меѓутоа го контролирам добро со кориол и висок притисок со ена од 84-та година. Сега со времето имам тие проблеми. Меѓутоа, друго е, оперирана сум пред 3 години од карцином на тироидната жлеза, извадени се и паратироидните жлези, така да сум на поголема доза на калциум, магнезиум, јод, примав радиоактивен. После примањето на радиоактивниот јод добив ливни едем. Од тогаш и остеопорозата, веќе остеоартритис, имам болки во коските, така да со времево како поминува, некако ми се дали мускулната маса на долните екстремитети станува во масно ткиво, веројатно. Ми се полни нозете. Некојаш примам и она фурасемид за измокрување, пошто и со бубрезите, веќе од калциумот што го примам, имам проблеми. И мокрам, али отоците остануваат, што значи дека се како грудки веќе на долните екстремитети. Иначе не сум била јас, мислам, овесно дебела жена. Но сега го имате тој проблем. Сега ме интересира тој проблем. Зашто? Долните екстремитети ми се дебели, да кажем, као отоци, као грудки имам. Што може да биде проблемот и што да преземам? Што да преземете? Ми рекоа дека правев на вените, нели... Доплер, предпоставувам. Доплер нема добро и ми рекоа дека е ливни едем. Добро. Благодарам многу. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, можете ли да дадете одговор? Дали го слушнавте прашањето? Да, пациентката има перикардит, колку што сватив, хроничен перикардит и има проблеми со тироидната железа, односно е оперирана тироидектомија, веројатно, со паратироидектомија и примена радиоактивен јод. Сега, колку што разбирам, има отоци на нозете. Би требало да направиме ехокардиографски преглед, значи кардиолошки преглед со ехокардиографски преглед, затоа што проблемите на тироидната железа се тесно поврзани со проблемите на срцето и многу често може да дојде до срцева слабост која што е и во склоп на тироидната проблем и од тука да направи проблеми со отоци на нозете. Перикардитот пак од своја страна, сега не велам дека е ова случај, мора да се прегледа, се разбирам, меѓутоа може да помина во констриктивен перикардит, таа прима и доста лекарства, и тој констриктивен перикардит токму тоа да даде десно срцева слабост и да даде отоци на нозете. Така да тука би препорачала апсолутно кардиолошки преглед. Ајде да го вклучиме и вториот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, господине, повелете. Би поставил едно кратко прашање, јас сум поранешен спортист. И на некој начин општиот доктор ми диагностицира екстрасистоли. И пијам бипресо. Дали е потребен некаков преглед? Дополнителен кардиолошки. Значи екстрасистоли, колку што ве разбрав, и ви е препишана терапија, но од матичниот лекар. Да, и ги имам, да речеме така, преку денот се јавување, ги осеќам. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професорке.
Јас не го слушнав добро гледачот, меѓутоа од она што разбирам, тој е спортист, бивш спортист и сега има екстрасистоли. Така, и препишана му е терапија од матичен лекар, колку што го разбрав, и прашува дали има потреба од дополнителен преглед. Апсолутно да. Прво треба да видиме која е причината за овие екстрасистоли, односно треба да видиме и кој тип на екстрасистоли се. Треба да видиме колкави се. Екстрасистола значи екстра отчукување на срцето. Треба да видиме дали доаѓа од предкоморите или од коморите. Една и друга прескокнување на срцето, односно екстрасистола, се јавува поради некаква причина. Доколку господинот во години, може да бидат запушени крвни садови, независно што претходно бил спортист. Доколку бил спортист, може би е задебелен срцевиот мускул и тоа е една од причините за појава на екстрасистоли, па дури и тахикардии. Значи треба тука да се направи ехо на срце, да се процени срцевиот мускул, да се направи 24-часовен ЕКГ холтер, да видиме колку прескокнување има, кој тип се, дали водат до тахикардии. И врз основа на тоа можеме да кажеме дали треба или не треба терапија и ако треба терапија, која терапија треба да биде. Само препишување на лекови заради некакво прескокнување не е основано и може да доведе до проблеми, затоа што од друга страна пак ќе може да пропуштиме инфаркт на срцето. Може да има блокови во срцето, а ние да не ги знаеме. Затоа што пациентите блоковите не може да не ги чувствуваат. Екстрасистолите се тие што се чувствуваат. Доколку има, да речеме, бавен пулс и има екстрасистоли, треба да се добро титрира терапијата и треба да се види дали воопшто ќе има корист, а да нема штета од терапијата. Така да, апсолутно преглед, во најмала рака ехокардиографски преглед и ЕКГ холтер, доколку има задебелување на срцевиот мускул. Треба да видиме дали е од спортот, треба да видиме дали е од висок крвен притисок или можеби од аортна стеноза. Така. Во тие случаи, значи, извинете, има многу за тие едноставни екстрасистоли може да се кријат многу причини. Така, значи задолжителен кардиолошки преглед. Имам уште двајца гледачи, ајде да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Оперисањето на срцето лекови ги прима. Јас не можев добро да ве разберам, значи имате некаква операција, колку што сватив? Процесна терапија ја примам. Јас навистина не можам да разберам, професорке, слушнавте? Не, значи некаква операција и терапија толку можем... Не операција. Значи, девојчето е 14 години. Добро. Почна да се нагло дебелува од пред една година, значи добро. До 13 години не се беше уредило и сега 14 година почна да се дебелува, па што ќе ни кажете со ова? Така, значи девојчето на 14 години нагло почна се здебелува, претпоставам дека има некакви промени во навиките на исхраната или пак не се работи за такво нешто? Не, па нормално си, како и понапред што е било и сега исто. Само што нагло накачува телесна тежина. Добро. Добро, па ве интересира што може тоа да биде и дали може тоа да се на лекар да се потврди за што точно станува збор. Професорке, дали сега го слушнавте прашањето? Да, тоа е многу убаво прашање. Благодарам. Овдека може би се работи за лоши навики, но многу поверојатно се работи за хормонални пореметувања, така да апсолутно треба ендокринолог да се посети, да се испитаат хормони, да се види за кој тип на дебелина станува збор и дали е хормонски условена. Тоа не значи дека не треба да се намалат јаглехидратите во исхраната, да нема брза храна, солена храна, мрсна храна и се што доведува до дебелина. Тоа е осетлив период, пубертет, 14 годишна возраст, девојче, тука треба да и гинеколошки да се види циклусите дали се редовни и така. Така, значи задолжителен ендокринолошки преглед. Задолжителен.
Дали го имаме и другиот гледач на линија или не? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Се работи за сопругата. Таа е патолошки слаба. Има body mass индекс негде околу 16-17 и има повремено добива такикардии и брадикардии, значи големи пореметувања во ритмот на срцето со колапси и неколку пати правени се екагиња, во некои моменти не може да се фати. Беше во Завод за кардиоваскуларни болести Охрид, направија за 2 дена холтер, не се фатија во тие моменти, екстраситори чак и одеше се заморуваше по скали, не се фатија и препишани се бета блокери, ама не и помагаат. И менувани се разни, Нибео, Мепинто. И јас сум лекар, инако ја третирам во таков случај, кога ќе доаѓа до колапс, па ги и давам кордароне и за пола сат ќе се смири. Ема, што да правиме понатаму, докато таа добива потешки брадикардии, дали треба песмекер да се даде или така? Така, што се прави во такви ситуации? Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Професор, ке повелете? Овде се работи за најверојатно сиксинус синдром, бидејќи од една страна имаме брадикардии, тоа значи бавен пулс, така разбрав, а од друга страна имаме висок пулс, имаме такикардии со губење, со колапс. Тоа значи дека ни е болен синусниот јазол. Тоа е јазолот во десната предкомора, каде што излегува импулсите, од каде што срцето може да контрахира. Доколку имаме заболување на овој јазол, тогаш имаме малку бавно, малку брзо, брадитахиформа и единствено решение тука би било да прво дојде пациентката, нормално да прегледаме, да видиме ехокардиографски, морфолошки, дали има некакви промени. Може да го повториме и ЕКГ холтерот, меѓутоа проблемот со ЕКГ холтерот е што во тој момент можно е да не се фати брадикардија или тахикардија. Доколку гледачот има ЕКГ-ња од претходни испитувања, би било добро да ги донесе и доколку го исклучиме морфолошко заболување на срцето, исто така и крвните садови ќе треба се проверат, тогаш би била решение единствено пейсмейкер, имплантација на пейсмейкер, со тоа што брадикардите би се решиле, значи не би постојала опасност од брадикардија, на тој начин ќе може послободно да се даваат лекови и да се сетото многу подобро контролира. Како и да е за сиксинус има аритмолошко решение, мислам од страна на аритмолозите и би ги повикала да дојдат во нашата аритмолошка амбуланта на контрола, се разбира придружено со ехокардиографски преглед кој што е основен. Да продолжиме со темата на која што говоревме, зголемена телесна тежина и проблеми со кардиоваскуларниот систем. Дали лицата кои што се дебели имаат проблем, докторки, со дишењето, со белите дробови? Може ли тоа да предизвика кардиолошки проблеми? Или пак, кога спијат навечер овие пациенти, дали имаат почесто ноќна апнеја во споредба со послабите лица? Дали ноќната апнеја исто така може да го оштети срцето? Да, лицата кои што се со, пак ќе кажам, предсестомачна дебелина, имаат поголем ризик од пореметување на дишењето и тоа особено е изразено кога спијат. Кога дебелината доведува и до таложење на масно ткиво околу респираторните органи кои што можат да притискаат на дишните патишта и од тука да дојде до потешко дишење кое што е особено изразено кога диафрагмата е притисната од стомачната дебелина и механиката на дишење е пореметена, односно екскурзиите на респираторната мускулатура. На тој начин, особено при спиење, имаме паузи, така што пациентите има и по неколку секунди престануваат да дишат. И во тие моменти паѓа сатурацијата. Како што паѓа сатурацијата,
на тој начин помалку доаѓа кислород во срцето и крвните садови и општо ткивата. Така. Се будат сабајле, тие се изморени, како велат како воз да ги прегази. И тоа е како ноќно време да се измориле, а не да се одмориле. Тоа се диагностицира со полисомнографски тест. Тоа е едно апаратче кое што е неинвазивна процедура. Спијат со него во текот на ноќта, го ставаме во вечерните часови, утринските часови го вадиме, во кој што се гледаат типовите на апнеа, значи каков тип е на престанок на дишењето, колку време трае и колкав е падот на периферната сатурација во моментите кога имаме апнеа. Доколку се утврди дека постои значајна слип апнеа, прво се разбира се советува на пациентот да ослабне. Тоа е секогаш прво и основно. А потоа, доколку сметаме дека тоа нема да помогне или тоа е многу смета во животот, тогаш се препорачува користење на ЦИПАП. Тоа се посебни апаратчиња кои ги има и на нашиот пазар, кои во моментите кога паѓа сатурацијата и престанува дишењето, апаратот се вклучува и внесува воздух во дишните патишта. И на тој начин тие осцилации на сатурацијата, заситеноста на хемоглобинот со кислород се намалуваат. И бидејќи немаме такви осцилации, сабајле пациентите се будат свежи, а штом се свежи, онда се способни за работа и поголема физичка активност, што може да доведе до слабење. Многу од овие пациенти дури велат дека се препородиле после користење на една ваква спијат со оваа ЦИПАП машина и после тоа велат дека апсолутно има квалитетот на животот драстично им се променил. Апсолутно. Имаме уште еден гледач кој што очекува да постави прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ајде да му дадем уште една можност на гледачот да се вклучи, бидејќи добивам знак. Тука е. Не се исклучил, но има проблем да се вклучи. Сега ве имаме во програма, конечно. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката, имам едно прашање кај пациентки со пролапс на митрални валвули. Добра. Дали е дозволен природен пораѓај? Добра. Едно интересно прашање, значи пролапс на митрални валвули, дали е дозволено спонтано породување? Професорке, повелете. Тука не е проблем до пролапсот, туку е битно дали тој пролапс предизвикува хемодинамски значајна митрална регургитација. Најчесто тоа се незначајни регургитации, односно тоа е враќање на крв од левата комора во левата предкомора. Доколку тоа враќање на крв е незначајно, лесно да умерено, тогаш може пациентката и да биде бремена и да се нормално пороѓа. Овие пациенти, односно пациентки, се склони кон тахикарди, така да треба да се внимава на тој момент. Меѓутоа, може да се пораѓа природно, нема некаква поголема опасност. Така. Докторке, оние што имаат голема телесна тежина, дали несразмерноста помеѓу телесната тежина и капацитетот на срцевиот мускул може да доведе до некаков проблем, како што е заморот на срцето? И има ли вистина дека лицата кои што се дебели се со поголем ризик за исхемиска болест на срцето? Да. Пациентите кои што се дебели имаат поголем ризик од исхемиска болест на срцето. Тоа е вистина. Односно преваленцијата на овие на исхемиската болест принцип е кај дебели луѓе е поголема. Некаде 80% од дебелите имаат исхемиска коронарна болест. Тоа се случува затоа што дебелината доведува до зголемување, до метаболен синдром, до зголемен ниво на хиперлипидемија, дијабет, сето она што го набројавте во првиот дел од емисијата. Да,
таа атеросклероза понатаму доведува до исхемиска болест на срцето и самата дебелина го оптоварува, го зголемува нели крвниот и минутниот волум, го оптоварува срцето и може да доведе и до појава на срцева слабост. Меѓутоа тука имаме еден парадокс да на пациентите кои што се со срцева слабост, а кои што имаат дебелина, имаат подобра прогноза отколку оние кои што се слаби. И имаат срцева слабост. Зошто тоа така? Ниту еден екстрем. Има ли некакво објаснување? Вака, срцевата слабост води до промена во структурата на протеините на мозковите. И тие и доведува до кардијална кахексија. Кардијалната кахексија е еден од лошите прогностички знаци кај пациенти со срцева слабост. Се разбирајќи други заболувања, меѓутоа и кај срцевата слабост. За разлика од тоа што обезните имаат некоја резерва и подобро толерираат, но пациенти кои што се обезни не значи дека не треба да ослабнат. Напротив, треба да ослабнат за да се намали крвниот и минутниот волумен и да му се помогне на срцето полесно да испумпува крвта, односно да се соочува со помала потреба за работа. Така да обезните кои што се со исхемиска болест, кои што срцева слабост, апсолутно треба да се стимулираат да дојдат до нормална телесна тежина, а за жал пациентите кои што се во кардијална кахексија, тука треба да се работи на зголемен протеински внес, на подобрување на срцевата работа колку што може се развива. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Ние имаме многу малку време, ќе ги замолам прашањата да им бидат кратки и концизни за да има простор професорката да даде одговор на нив. Добар ден за првиот гледач. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Имам прашање. Диагнозата ми е аритмија со флатер. Јас не сум дебела воопшто, сосема нормална тежина. Прашањето ми е сега во последно време многу често на 2-3 дена ми се јавува аритмијата. Без да бидам нешто уморна или возбудена, аритмијата ќе се појави. Например, сабајле притисок 124 со 90 124, 97, така? 110 сега. А сабајле сосема нормален притисок. И аритмијава почнува, јас примам небилет и релика за оваа диагноза. Па ве интересира што може да се направи за да не ви се повторува овој проблем, да се решат аритмиите? Повелете, професорке. Само да прашам, која аритмија беше, не ја слушнав? Дали имаме се уште гледачката на линија? Да. Како? 73 години имам. Така, како ви е точно диагнозата? Аритмија? Аритмија со флатер. Како аритмија? Аха, атриален флатер. Ворете. Добро, ве разбира професорката, ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Гледачката има 73 години. Има атриален флатер. Атриалниот флатер е една од почестите аритмии. Предпоставувам дека е фибрилација, дека не е флатер, меѓутоа нормално треба да го видиме ЕКГ-то. Како и да е, тоа се многу чести и е најчестата аритмија кај луѓето. Како старееме, така ризикот од појава од оваа аритмија се зголема. Тука е битно да се примаат два лека. Значи, што е тука битно? Да видиме дали се јава повремено или е постојана. И во едниот и во другиот случај, на незината возраст, веќе би требало да прима антикоагулантна терапија, бидејќи овој тип на аритмија е најчестата причина за појава на мозочни удари. Значи, мора да прима лекови за разредување од крвта, не аспирин, туку антикоагулантна терапија, аценокумарол, ривароксабан, апиксабан, со цел да не дојде до појава на мозочен удар. Тоа е првата работа. Втората работа треба да, добро е што прима небиволол, меѓутоа треба да видиме дали пулсот во мирување е некаде до 80 во минута. При напор пулсот би требало да биде 100-110.
Значи, и важно е да се одреди добра терапија со бета-блокатор. Во случајов тој не би волел, за возрастни луѓе е супер лек, така да тоа е во ред. Јас би прашала зошто ја има оваа аритмија. Најчестите причини, да кажам 4-5 причини се проблеми со тироидната жлезда, висок крвен притисок кој што наведе дека го има, пушење цигари, дебелина и запушени крвни садови во срцето. Значи, ќе треба убав кардиолошки преглед, да видиме срцевиот мускул. Атриална фибрилација или флатер се јавува и кај митрална стеноза. Имаме тука проширување на левата предкомора и секоја причина која ќе доведе до проширување на левата предкомора доведува и до појава на оваа аритмија. Затоа јас би ја повикала гледачката да дојде на ехокардиографски преглед, на кардиолошки преглед, да одредиме добра терапија, особено ме загрижува тоа што не спомналек за разредување на крвта, тоа е опасно да се биде без таква терапија, така да би ја повикала да дојде побрзо за да ја видиме терапијата, да ја видиме причината за аритмијата, точната аритмија и понатаму се што треба да се направи. И последниот гледач во денешната емисија ќе биде вклучен. Имаме многу малку време, затоа појасно и поконцизно ве молам со прашањето, повелете. Јас се слушам по програма, значи слушам ехо, гледачот го нема исклучено телевизорот. Ве слушаме, повелете. Вака имам 3 бајпаса. Така? Вака имам 3 бајпаса, пошто не можем нели од левата страна ми затича нешто. И ме боли на левата страна, не можем ни десна ни лева не може да спим. Така, не знам што ми е работата. Значи имате 3 бајпаса, сега имате проблем со болки во левата страна од телото, ако ве разбрав? Да, и ми затича под мишката. Под мишката, добро, што би можело да биде? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, докторке. Јас би сакала да знам кога се бајпасевите направени, значи тука доколку е болката под лева аксила не мора да е од срце, може да биде од било која причина. Мускули, треба пациентот да дојде на преглед и да видиме кој е проблемот. Доколку е одамна направен бајпасот, би требало да се проверат бајпасевите, тука се прави компјутерска графтографија, тоа е неинвазивна метода со која што многу точно се утврдува проводноста на бајпасите. Доколку исклучиме кардиолошка причина на оваа болка, тогаш ќе треба да се насочиме кон испитување на граден кош, да видиме аксили, да видиме, треба да видиме кога се јавува болката, колку време трае и така. Би го повикала да дојде на преглед, за прво да ги провериме бајпасевите, па после тоа да видиме која причина. И ќе добие одговор за што се работи. Професорке, ви благодарам за вашето денешно гостување, за сите одговори што ги дадовте и на нашите прашања, но и на бројните прашања од гледачите. Предстои време на празници, кога луѓето навистина претеруваат со храна. На тоа претпоставам дека особено треба да внимават оние со хронични заболувања и да бидат умерени во исхраната за да не си направат дополнителни проблеми. Ви благодарам уште еднаш за учеството во Телма амбуланта и се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка. Ви благодарам за поканата. Би сакала да ви честитам нова година и божитни празници вам и на вашите гледачи. Би сакала да апелирам, затоа и оваа тема пред новогодишна беше на тема дебелина. Токму како што кажавте, да внимаваме со исхраната во текот на не само на празниците, туку и во текот на целата година. Да се намали внесот на јаглехидратите, да се намали внесот на мрсната, калорична храна, а да се зголеми внесот на течностите, незасладените сокови, природни сокови, и овошчето и зеленчукот. Така, ви благодарам уште еднаш за сите совети и препораки што ги упативте до нас, до гледачите на телевизија Телма. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма. До гледање.